го препознаваме по ликот од малите екрани, но и по гласот на радиостаниците. Во студиото на утринската програма на Канал 5 топло пречекани во присуство на Ване Марковски, но овој пат како гостин во ексклузив мак. Денес Ване во поинаква улога, овој пат од другата страна на микрофонот, кога за прв пат ти се појави желбата за водителство. Прво да ве поздравам, добре ни дојдовте во Канал 5. Баш ме е мило што сте тука во нашето студио на утринската емисија Здраво Македонија. Се надевам вие убаво се чувствувате. Од другата страна на микрофонот водителот секогаш има трема, затоа што не знам треба да одговара на прашање. И ние не сме баш спремни да одговараме секогаш на прашања, сакаме да поставуваме, сакаме да правиме интервјуа, но се надам ќе се снајдам во улогата. Кога прв пат, многу одамна беше, не за џабе велам, треба да ја сакаш работата и не за џабе рекле, ако си ја работиш работата што ја сакаш, исто како да немаш работа. Не само во нашата професија, туку и во сите тврдам дека луѓето што работат некој занат, па не знам и што е работата што ја сакаат, дека уште од мали знаеле што сакаат да бидат. Треба малку да се потрудиш за да во животот успееш и за да го работиш тоа што го сакаш. Јас уште од мал знаев дека сакам да играм со микрофони, со слушалки, со радиото дома, да пуштам уште како мал глас. Ми беше интересно да намалувам тон на радиото и уште од тогаш си играв водител, новинар, ги собирав децата од мало, им правев интервјуа. Тоа ми беа на првите мои знаци дека сакам да го работам новинарството, односно водителството, за да подоцна после средна школа и почнам поактивно да се ангажирам за да сонот ми се оствари. Се јавуваш и како радиоводител, која професија повеќе ја сакаш? Дали радиоводителството или појавата пред малите екрани? Не можам да направам разлика, гледам некои мои колеги кажуваат, нели, можат да изберат дека радиото има попосебна магија од телевизијата или обратно. Мене ми е убаво и телевизијата и радиото. Прв пат изминатиот период 2,5 години како ги работам паралелно двете работи и мислам дека не можам ниту без едната, ниту без другата. Не можам да издвојам. Се си е, нели, со своја магија посебно. Многу често си низ многу градови во Македонија, кај многу домакинки кои многу убаво готват. А јас кафе какво правам, добре? Одлично, супер. Значи ќе те биде и тебе. Меѓутоа трпезава малку ни е празна, ти како домакин не се покажа толку. Ќе одиме во кујна да ви јас ве понудив во кујна да дојдеме, вие сакавте тука да седнеме. Сега што сум јас крив? Само кафе за сега може. После може да сготвиме нешто ако сакате. Не. Може секако да видиме каков домакин си. Сега веќе кога сме кај домакинките, каде што одиш во тие семејства, може ли да ни откриеш некоја анекдота или некоја случка зад камерите? Нонстоп се случуваат со оглед на тоа дека домакинките нели не се навикнати да бидат пред камера нонстоп. Они знаат да се готват, во тоа што го работат се фантастични, ама пред камера знаат да се збунат и многу пати, например, наместо вегета ќе кажат сега ставаме сол, наместо дома тебе сега ја ставаме, не знам, краставицата и слично. Тоа и не го прекинуваме снимањето кога се случува тоа, само се смееме, ја коригираме грешката. Тие се онака помали анекдоти што се случуваат, нешто друго сега поголема смешка се нема случајно. Мислам, некој проблем на кој што би се смееле понатака. Снимањето одат супер, окей, нашите домакинки и домакини кои што се пријавуваат, полека влегуваат во штосот, немаат повеќе трема како на почетокот. Најверојатно, како што поминуваат повеќе месеци од овој серијал на најдобрите рецепти, како што гледаат на екран што се случува, сваќаат дека тоа не е ништо сериозно и целта на самиот проект мислам дека веќе ја остваривме да допре до гледачите и до тие што учествуваат. Не е нели финтата да се представи само домакинката или домакинот и да покаже што знае да се пофали. Нас ни беше и целта да се промовира македонската кујна, односно во овие времиња сега кога ни се случува се што ни се случува, нели кога сите сме нервозни, овој општествен хаос и слично, македонската кујна да се навратиме да се видиме колку ствари ние во нашата држава имаме нешта на кои што може да се нели осврнеме, нешто за кои што може да разговараме, да ги гледаме како нашата кујна на пример, која што може да не направи срекни. Јадењето не прави срекни, нашата убава кујна си има се и се што. Колку често пробуваш од тие убави изготвени јадења, таа македонска кујна? Пробувам. Да, ама не во големи количини, затоа што имам некој режим на исхрана
и тоа го знаат и домакинките и не ми се лутат кога ќе им кажам, им објаснувам убаво, бидејќи си имам проблем со килограмите и ако се опуштам малку повеќе да јадам, ќе си ги вратам изгубените килограми и морам да пасам. Неодамна се врати од Бугарија, беше во член на жирито за избор на мистер. Како се снајде во таа улога? Прв пат бев во улога на жири за било што, нели, бидејќи и за оваа хранава што ја готвиме во најдобрите рецепти не сум жири, гласаат гледачите, ние само пробуваме и толку завршува нашата работа. Ми беше чест што ме поканија. Бев изненаден кога ми се јавија, прашав зошто баш јас, ми кажа одредени причини и заминав, бев гостин на изборот, ме пречекаа навистина убаво. Не ни очекував дека бугарите ја следат нашава сцена тука толку како што нели докажаа дека тоа го прават. Ме најавија како македонски водител, единствен представник на нивното жири, кое што имаше интернационален карактер, бидејќи имале секоја година по некој представник. Нели годинава тоа требало да биде некој лице од јавниот живот од Македонија. По некои совети, сугестии ме избрале мене. Бев таму 2 дена, да, мислам дека останав. Во среда на 11 мај беше изборот. Гласавме, во жирито имаше луѓе кои што само ме подсетија дека и ке нас треба да се вратат тие избори, колку убаво е да се избира мистер на една држава, мис на една држава. Имаше луѓе од модниот живот, од јавниот живот на Бугарија, пејачи, нели, модели, бивши мистери, мисици на Бугарија што ја представувале земјата на нели разни избори. И сето тоа беше убаво искуство за мене. Гласот како глас, нели, јас си гласав, жирито беше многу бројно, броеше над 20 луѓе, но важно беше како ја представија нашата земја, како беше представено моето присуство таму и тоа дека им значи што човек од друга држава е всушност дел од еден таков извор, како мистер Бугарија. За крај да те прашам, што му фали на македонското новинарство, водителство, на малите екрани, на радиостаниците? Што е тоа што ни недостасува на Македонија? Што е тоа што и недостасува? Го правевме и моабетот пред да се вклучи камерата, прво и основно на помладите колеги, решителност да знаат што сакаат, треба да се разликува што е новинар и што е водител. Јас не можам да кажам, бидејќи немам завршено факултет за новинарство, да кажам дека сум новинар и да се ставам на исто рамниште за некој што учел за тоа. Значи, откако во нашата професија прво ќе се разграничи што е новинар, што е водител, кој сака да се занимава со шоу бизнес, кој сака да се занимава со политика, тогаш мислам дека работите ќе тргнат во подобар правец. Ние медиумите ги имаме. Јас од секогаш кажувам и тврдам дека медиумите сервираат програма за сите. Ако нели пуштите телевизија или слушате радио во било кое време во медиумите каде што работам јас, секогаш може да најдете програма за секого. Сега во ниеден медиум во светот нема нели програма за сите во исто време, така да претпоставам дека тоа гледачите и го препознаваат, затоа и нели ги рангираат таму медиумите каде што работам, каде што се. Во однос на нас како водители, како новинари, фали повеќе позитивна енергија, повеќе смеење на телевизија, на радио, повеќе убави позитивни приказни кои што треба да се пренесуваат на луѓето. Светов е тргнат каде што е и овој нов милениум се го прави своето, интернетот, фејсбукот и слично, ги изгубивме вредностите со кои што ние растевме, нашите генерации како помалечки, и сега мислам дека нашата задача е покомплицирана на идните генерации кои што доаѓаат преку емисии, преку убави приказни, да им пренесуваме како ние сме растели, барем да им доловуваме дел од тие моменти на помладите луѓе сега што гледаат телевизија или што слушаат радио. Здраво, јас сум Ване, вие гледате и читате Exclusive.mk. Уживајте!